Претходно во диетално максимално гледавте. Нашиот нутриционист Клаудија одлучи да ги однесе во ресторан учесничките. Целта е да се запознае подетално со нив, односно што нарачуваат кога ќе седнат во ресторан. Преку средбите со нив дознава како се исхрануваат, ги едуцира како треба да се однесуваат со храната во ресторан. Марија прва го поминува испитот на маса. Добар ден. Добар ден. Како сме? Добри, вие? Добри сме. Одлично. Ето, ми дојдовме да видиме што и како. Ако, добре ни дојдовте. Добре, најдовме. најдовме. Ајде прво колешката нека види што ќе сака. Јас сакам едно узо. Добро. Едно узо може и салата Цазики. може за цик. Да. Добро. И парче сирење може. Добро. Може, Да. овче имаме многу убаво. Ау да. Добро. Тоа е? И за главно Аз јадење? главно јадење сакам ребро. Ребро. Масно Најмрсно. и попечено да биде. Попечено. Да. Добро. Вемо. Тоа има на карта. Има? Све имаме? Да. Добро. За вас? Овака, да ти Ајде. објаснам. Јас сакам нешто морско. Има риба, ципура и лаврак. Може да ви ја препорачам ципура е тазе. Морски плодови? Има лигни, ракчиња и октопот. Има. Окей. Октопот, Ке го земам, да. октопот може, добро. И претходно една салатичка за мене. Грчка без Без сиренце. сирење, да. Без сирење, добро. Добро. А за пиење? Јас имам вода. Водичка. Да. Во ред. Да, да. Значи така, што ќе јадеш ти? Што наречеш? Ребро. 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 Аха. Да. Обожавам Тоа- свинско. Добро. Значи, свинското месо пушти, ако има малце мрсничко. Малце мрсничко. Окей. И Сувото месо некако ми е потешко. И кажи ми ти сега, мислиш дека ќе имаш ти сега некој проблем ако тоа нема у мени? Па не би имала проблем, сигурно би се прилагодила. Ти се прилагодам, нормално. Желбата за мислиш? дослабам, Што мислиш што има кај мене на мени? сигурно има некое месо, нели? Да, Не. има. Има месо. Свинско нема, тоа малку ќе биде заборавljeno. А, има пилешко, има мистиркино, има телешко. Значи тоа риба, морско, тоа се јаде. Обожавам риба морско. Супер. Значи нема да имаш проблем, така? Не. Тоа обожавам. Што мислиш што највише ќе ти фали? Сирење. Да? Да. Сега си по сирење и те парира? Па обожавам сирење. Во секој оброк. Стварно? Да. Како на секој оброк се яде сирење? Така. Неколку вида на сирење правиме дома и А, окей. значи Вие секој сами оброк. правите? да. Имаме козички. А, окей. Ти го правиш? И јас претежно се крвам и. Да. Јас малце потешко. А ти вака што правиш? Каков хоби ти имаш? Што правиш вака ти? Сега моментално почнав да пишачам. Добро. Фала. Повелете. Фала. За активност, друго, тешко. Али, речив дека почнав да пешачам, ја тргнав колата од себе, сега се движам строго или со автобус, или Добро. пешки. У автобус е окей? Или Окей. Пуно е, трае многу, како е тие релации? Па има луѓе, ама нормално, тоа е јавниот превоз е за сите, нели? Затоа не ми смета. Немаш проблем, Да. супер, супер. Добро, значи почне да пешачиш, тоа Да. малку влезе веќе што са? Влегов. Ти е тешко? Упорна сум овие 2-3 дена, тешко. Не ни помислувам дека ми е тешко, Добро, тоа е добра мисла. значи, дека морам, со таа мисла одам. Дека морам и дека ќе го остварам тоа. Одзима време во текот на денот, но јас си го организирам времето. Не може да немам време. Мора да имам време. Браво. Тоа е добро. Да. У сабајле колку сат стануваш ти? Кога одам на работа во 5:30. Секој ден идеш на работа? Да. Од понеделник до Од петок? понеделник до петок. А кога не одам на работа, значи викенд, станувам во 7.
Океј. И што Да. се прави? Кога си слободна? Па, зависи. Сабота претежно доста време ми одзима утринското кафе дома, Океј. да уживам малце. Преку недела немам време за тоа. Добро. Обедата. Фала. И потоа, што се прави? Нарочно дома, нели? Обврски жена, да истера некој. Имаш деца? Па да, големи се моите деца, не зависат од мене. Добро, значи имаме со тебе време за све. Има време. Добро. Штом си има волја, мора да има време. Ајде тога живели, На здравие. да сме живи и здрави. Ајде. Значи така. Да. Добро. И после тоа кафенце што трае едно 3-4 сата, што се прави? Трае 2 сата. Не Добро, трае 2 сата. Да. Потоа низ дома. Значи, ако исчистам да средам, со сопругот да се прошетаме. И време за себе. Фала. Значи, но да се ужива, а не да се стварат обврски и мислам дека тој ќе се смени малку. Во недела претежно кога станувам, пием кафе на брзина и одам во црква. Аха. Сакам да одам Океј. во црква. Добро. Тоа недела се дешава. Да, Океј. на литургија одам, кога ќе се вратам, веќе почнувам да спремам ручек или нешто. Унедела тој ручак кој е маж и жена дома. Да, односно заедно ти. спремаме. Океј. Тоа е нешто специјал? Тој ден? Претежно да, Да? затоа што не се гледаме преку цела недела, он е на пат и викенд не е така Уживате. посветен за нас двајца. Аха. Затоа што сепак тоа што не се гледаш 5-6 дена во неделата, треба да го надокнадиш, значи. Добро. А кажи ми, тоа се дешава, значи, викенд. Викенд навечер. Што правите? Обавезно сме со друштво. На седенка, јас или со пивце, или винце, значи да. Аха, добро. Значи така, се пие... Домашно месо, зреено се месо, пие... Не пушено можеме да месо. почнеме, ако сакаш. Значи, се пие, се јаде, а? Така да. нешто, а? Се мези. Малку салата може? Не. Не? Не. Не е салата Не, за млечни тебе, а? производи полубо. Да. А, добро. Као, например, што јадеш од цацики? Цацики е тоа? Задики. Да. Океј. Добро, денеска малку ќе пробаш од салатата да видиш дали е добра. Може? Ке пробам? Јадеш све ова ти? Јадам. Иначе? Јадам. Добро. Ајде малку да ти ставиме. Да видиме Јадам, дали ќе да. ти прија. Ние одгледуваме домашно. И претежно преферирам кога сум дома да ги јадам тие работи, Добро. за да бидат домашни. Океј. Затоа. Да, затоа што се био кај тебе? Да. А, имате исто и... Произведуваат мојата свекр Веселикор домашно тоа. океј. И што имаат? Се што е за дома. Значи, да речеме сега ќе почне доматот, ќе почне крставицата. Зимно време не јадеме домати крставици, затоа што не е сезоната за тоа. Туку јадеме, има туршија, знаеш она? Знам. Туршија јадеме, но таа е составена од домашни производи. Со сол и тие работи. Да. така? Да. Добро, пријатно. Благодарам. Да видиме како е. Каква е салатата? Убава. Да? Свежа. Да. Значи така, и кога идете на одмори, што се дешава? На одмори? За храна? Да. Ultra all inclusive. Јадеш све. А кај идеш ти, прецизно вака? Зависи, Турција, Грција. И Бирам ти- да одам на одмор каде што нема јас да готвам, одам да се одморам, не да готвам. Да. Нели? Тебе ти е важно кога ќе идеш на одмор јадењето? Мислам,
И ти прави некој стрес? Па стрес, не ми прави стрес. Не ми прави стрес јадењето. Кога има, се што сакам да јадам, нели? Утро инклюзив. Најболе е кога имаш буфет, но? Да. И И идеш бираш таму, што изидаш, сакаш идеш. јадеш. Дисциплина, спорт, здравје, музика, убавина и сето тоа споено во една женска енергија која што емитуваме секој работен ден на Канал 5. Добре дојдовте во новото издание на Диетално максимално. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Јана генерално е кротка и тивка. Ќе ја запознаеме каква е во ресторан, што сака да јаде, што сака да пие, каква нарачка прави кога е навистина гладна, дали изборот што ќе го направи ќе се допадне на Клаудија. Гледајте и уживајте. Најчесто многу сакам благи работен. И солено, и благо, и буквално не сум прибирлива многу во храна, неверојатно за тоа имам више килограма. Сега чекаме нашата рускиња Јана. Нека ни дојде да видиме што има со Јана. Јана, кај си Јана? Стигна? Стигна. Како си Јана? Добра, здраво, Спремна? примна. Да? Ајде. Ајде. Готово. Иди минута. Сега ќе ти кажеме на кој аста. Седни си, Јана. Како е? Добра, Добра си? Да? супер. Јанич, како си ми? Отлично. Одлично. Гладна? Па малку. Да? Што више ти се јаде, благо или слано? Може нешто. Може нешто солено. Добро. А да видиме кај е конобарот, да видиме како... Секој ќе дојде, да видиме што ќе ни донесе. Здраво! Здраво, како Како сте? е? Добри? Добри сме вие? Одлично. Супер. Спорете мене. Ај земи го менито, ти гледај прво. Ако не можеш ништо да најдеш, би сакала ја нешто да ти... Да одлучам за тебе, ако може. Прво ти гледај за себе, ако нема нешто што ти знаеш, јас ќе ти... Јас би нарачала се од тука. Све. Буквално се, ама Зашто ти не си едина што тоа го кажа? Сите кажувате исто. Јас би нарачала све од тука. да, Како стварно све? Треба. А? Како све? Епа, би сакала денеска нешто здраво. Да? Сакаш да одлучам ја за тебе? Па, супер би било. Стварно? Да. Ајде, може. Има октопод Да, тоа многу убав. за незе, една Добро. порција. Со што би ги јала ти? Па, со пржен чипс. Чипс, барем компирч? Компирч. Ако може денеска. Може нешто варено? Па чипче, како што и сакам, може да направиме убаво. Чипс да ти дам да јадеш. Па, ако може денеска. Добро, ќе те оставам денеска, но тоа више нема, ти тоа знаеш. Добро, направи го тоа За незе. вас? А за мене, Па вие кога нарачавте за неа, ја да предложам нешто, уствари да ве изненадам вас. стварно? Да. Као цело време нешто Би здраво бил- и да би биде бил- уште поздраво. Ти би бил прво машко што одлучува за мене. Што ќе јадам? Па, за се има прв пат. Ајде, ајде да видиме. Дозволува? И тоа- Да, ајде. Тоа ќе биде така? Да. Што ќе донесе? Ја знам тебе што ќе ти донесат. А што мене ќе ми донесат, тоа не знам. Сопрајз, сопрајз. Јанич, како се осеќаш? Па, малце возбудливо. Да? Од зашто? Зашто ќе почнеш? Па, да, Веруваш во себе? да. Тоа е најважно. Дома што ти викаат?
Па дома ми поддржуват и се радуват. Да? Само да бидам, Те прашува што, како? да, се интересират и многу се израдува кај јас се одлучив да бидам дисциплинирана и дадов збор дека ќе одржам се до крај. Браво. И тоа и треба. Каде си како ќе почне да јадеш нешто, да јади го до крај. Така да, идемо. Идеме да се работи, да се научи, да имаш после искуство, да можеш да... Види, ова земи го као еден курс, земи го као нешто, една екскурзија. Авантура. Знаеш? Земи го така. Немој многу да се фиксираш на... Знаеш, да ти биде стрес. Не може да ти биде ова стрес. Ова така да ти биде нешто убаво. Секој ден кога станеш да ти биде убав денот. Разбираш? Не да ти биде стрес, јој, што мора денеска јадам, а што... Мислам, сакам да сте организирани, вие што сте организирани, вие кога имате све дома, тоа и ќе се јаде. Да. Ако немаш дома намирниците што ти треба, што ти пишуваат на план, наравно дека нема да се јадат. Ќе се зима нешто, било што и ќе се јаде. Okay? Така да е многу важно ти да имаш све намирници што ти требаат од менито, да ги имаш дома, да имаш еден ден што ќе да купуваш, например, субота и среда. Като због зеленчук, викам, и због ово што да не се скапаат дома, да имаш, например, тие 2 дена, затоа што вие кога добиете секоја седмица нов мени и секој петок, четврток, петок, зависи, така да имате време у субота да идете у куповина и може да купувате од понеделник до среда, например, што ви треба од понеделник до среда и после среда идеш пак да купиш до недела. Тоа што ти остана. Мислам, да се организирате, да имате една организација, да имате тој ден нема куповина, тој ден правам ова, тој ден правам она, да имате еден план, нали? Да се научите една дисциплина да имате. Не, тоа ќе биде полесно, него, ај што ми пишува на план, ај тоа немам, па веќе 9 сати, па сега ќе ми затвори ти не знам, некој супер ме каде, па не знам, немам тоа дома, сега што ќе правам за сабајле немам, ај се викам Клаудија затоа што немам тоа. Значи, тоа да не се деси, се гледа на план, се купува за 3 дена и после 3 дена пак се купува за 3-4 дена и седмицата пројде. Да, така најдобро. Разбираш, така е наједноставно и најдобро. Наравно да го има све дома колку ти треба, нема да купиш превише, затоа што ќе ти остане треба да се фрли после. И тоа не е чу. Кога пишува една банана, земи една, нема да купиш 5. И ти остане. Важно? Важно, окей? Иначе нема да се плашиш, тука нема да останеш гладна, тука се јаде, секоја 3 сата. Ти имаш твојот оброк, ти имаш твојата вода што се пие, ти имаш твојот кардио што треба да го правиш од мене, од Еми ќе имате вежби, така да од секого по нешто, да земете некој совет, да научите нешто. И наравно не си сама, знаеш дека имаш тука поддршка. И така да ќе имате вашиот мени и вашите оброци, тоа се јаде и тоа. Еве стигна. Предлогот на Клаудија, чипсот беше заеднички, ова е нешто здраво со нездраво, така? Да, така изгледа здраво со нездраво. Вашето него заборев. Ајде. Ова изгледа, да, баш така како што кажа Даниел, нешто здраво со нездраво. Ова е октоп. Да. Може, ако сакаш, може да се ставиш у танир. И да уживаш. Ти сакаш овака морска храна? Морска, не е никој фан од морска храна, ама... Не си некој фан? Да. Тоа што ти го сечам јас, така што ти? Да пробам малку. Нешто си ми двомична, нешто као... Да видиме како ќе ти биде тоа сега. Ајде, пробај.
лимунче ставаш, добра си, добра. Па, здрава. Да. Добар, а? Не ми се свиѓа. Војте да го јадеш клад. Јас да го јадам? Зашто не ти се свиѓа? Што е? Не ми се свиѓа. Добро, јас ќе го јадам. Зашто да не? Јас ќе ми се го јадам. И тоа да не треба да го јадам. Чипсот? Аха. Клаудија, и за тебе. Чипсот е супер. Аха. Чипсот е супер. Чипсот ќе си го јадеш. Ова е изненадувањето. Дали ќе ви се допадне? Што е бе ова? А цела недела здраво и нешто малку нездраво, калорично. И Здраво се било што и тоа. треба да јадам ова? Па еве вака сега само ќе ми кажете вие колку коцки да ставам во узото. Или мислам дека доволно вие две. Ти сам си работиш, мислам. Веќе ја да ви изненадам и тоа е тоа. А во оваа кафана, Јако изненадување од ова е. Трпезариева, ова мора да поминете и со цацики со узо. Добро. Ако не То пробате традиција. тоа, исто како да не сте биле. Као традиција некоја, а? Па као некој старт, Добро, а да кажи ми што има тука унутра? кристаличка свеже, павлака, многу малку лукче, Добро. и маслинката е секогаш како за декорација. Аха. А овде има многу алкохол? Па нема многу алкохол, али има и доста калории. Да? Да. Аха. Ти сакаш мене да бидам друг пут, да бидам овака малку... не, Ме гледаш тоа- дека сум со минус килограми, После а? емисијава ќе се погрижите за Добро. тоа да бидете пак да се вратите во Добро, Либија. ајде, фала ти што мислиш на мене? Ако не ви се допадне, Да? или ако не ви се допадна до сега, Добро? дојдете ни пак и ве послужи друг поново. Ами ја сакаме овој. На Ми здраве, го сакаме никаде. Даниел. Фала, Даниел. Поглед. Добро, потом. Кажи ми за твоето, што ќе правиме? Значи, ова не сакаш ти. Не ми се свиѓа. Не ти се свиѓа? Ќе го оставам на тебе. Добро, да ти наручам нешто друго? Не, ова ми доволно. Па само ова ќе јадеш? Ова баш добра. Да? Добро, тогаш јас ќе го јадам тоа твоето. Ај чекај да пробам прво ова, што ми донел Со Даниел. чипсот. Како? Со чипсот. Ќе одговара салата. Може без да го пробам? Да видам што е ова. Сигурно е нешто добро. Ама јас преферирам краставац, чист со лимун. И ако треба јогурт да се јаде јогурт чист или со овошје. Ама овде има и сол унутра и така тие ствари и ја ова не. Ама може ова да го јадам јас? Да, слободно, Сигурно? многу здраво и така. Сигурно? Неќеш? Не, никако не ми се свиѓа многу. Добро. Ништо тогаш. Јас ќе го јадам ова. Дај ми го таратурот, ја можам да Што сакаш? го јадам. Што? Таратурот. Ова? Да. Ево ти душа моја. Уживај уште денеска, затоа што ќе почне сега и нема више да уживаш у тие ствари, знаеш, нели? Јас го уживам у моето. Баш е добро. Стварно, Да. никако не ми се свиѓа многу. Не сум... Превише здраво, а? Превише здраво ти е ова. А? Многу суво изгледа. А, добро. Добро, Јанче. Денеска те оставив да уживаш. Што викате вие уживање, дека ова е уживање, окей. Од сега ќе ти биде уживање на друг начин. Ми ветуваш дека ќе ме слушаш, Да, апсолутно. дека ќе работиш како што треба се работи, да добиеш тоа целта што треба да добиеш и да дојдеш до нешто што никад не си било. И сакам да дојдеш до тоа. За 3 месеца имаме 3 месеца време. За тие 3 месеца ќе научиш многу, ќе тренираш многу и ќе биде све друго. Нема више никад да биде овака како што е сега. Никогаш више. Океј? Значи сега ќе се почнеме да се менјаме
и тоа да ти биде едно големо школа. Важи? Важи. Благодарам многу. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Тоа е се за денеска. Се надевам дека и денеску убаво си поминавте со нас. Ако е така, утре 16:30 на вашата Канал 5 телевизија. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Светлана ќе направи детални прегледи во Биотек поликлиника. Дали нашата учесничка ќе има некои здравствени проблеми? Дали може да го издржи процесот на новиот начин на исхранување и вежби ќе дознаеме во емисијата. Еми ќе ни даде препорака што да вежбаме во домашни услови. Гледајте не и денеска и уживајте во новата епизода на Диетално максимално.